Добро кажа, тоа е фудбалот. Затоа е интересен спорт, има изненадување. Сигурно тоа беше една добра лекција на тој надпревар кој стварно српската репрезентација одигра одличен надпревар, али пројде доста време. Од тој надпревар дојавме до пласман. Репрезентацијата од ден на ден е све појака и има се поише самодоверба, така да пред нас е два надпревари, има доста време, полека ќе се подготвуваме за тој надпревар. Сум дел од оваа репрезентација долго време и ги знам карактеристики, го знам квалитетот на оваа презентација. Едноставно изреагирав како секој играч кој му беше крив на домашен терен да претрпи таков пораз. Али ете, тоа е фудбалот, извлековме доста поуки од тој надпревар и после тој надпревар мислам дека Македонија настави да својата цел, тоа беше Европското првенство. Добро кажа селекторот. Оддавна не сме го виделе градскиот стадион со публика. Ете се надам дека федерацијата ќе пушти уште некоја карта поише да биде тоа стварно една прелепа вечер, затоа што и македонската нација заслужи да не гледа после толку долга пауза. Па еве, како што кажа селекторот, ако искочат тие 11, ја мислам дека Горан си е капитен, нема тука што. Па капитенот, мислам дека нема што не се ни крие, нема ни што да крие, он е тука со нас, ќе биде на пресконференција, ете моментално сум ја, нема ништо тука чудно што он дојде малце покасно, се приклучи, така да достапен за сите медии, за све, така да тоа е тоа за Горан Пандев. Не се дешава ништо посебно сега да ние да го криеме како. Па нормално, една добра такмица која треба да видиме моменталната наша форма. Словенија како Словенија стварно е со одлични индивидуалци и со одличен тренер кој сигурно ќе ни дојде добро дојде на во овие напорен, кој го имаме напорен период и сигурно ќе биде интересна такмица.